Просторниот проблем со учениците од Тетовската гимназија Кирил Печинови кои следат настава на македонски јазик се уште не е решен. Околу 250 ученици македонци учат во две одделни згради каде нема соодветни услови. Учениците и до тој период учеа во несоодветни услови во познатите бараки, во денешно време во бараки покрај реката, во делот на стара некогашна гимназија и со надеж дека ќе се создадат подобри услови тука, но нормално дека оние кои што одлучиле тука да се продолжи наставата не предвиделе дека тука нема ни приближно соодветни услови, стари објекти со високи димензии на таваните, со несоодветни услови на загревање, несоодветни тоалети. Замислете парадокс, во денешно време да се оди на настава со ќебиња донесени од дома за да се стоплуваат децата. Мислам дека одговорноста е подеднаква на сите, вклучувајќи не и нас тука, како родители, како граѓани, но најголемата одговорност мора да ја понесе првиот човек на општината, затоа што овие училишта се под ингеренција на општината, значи градоначалничката, со незините служби, посебно со секторот за образование, директорот на гимназијата, во кој што спаѓа и овој дел од наставата на македонски јазик, мора да биде поангажиран. Не сме да му биде sejedno дека децата не му учат во приближно еднакви и соодветни услови. Но тука не смееме да ги амнестираме и централната власт која што финансира образование. Учениците македонци од Тетовската гимназија повеќе од една година учат во основното училиште Гоце Делчев и во зградата на Работничкиот универзитет. Децата во овие објекти беа префрлени поради честите меѓуетнички тепачки во дворот на познатите стари медицински бараки, каде средношколците исто така следеа настава во мизерни услови. И од локалната и од централната власт беше ветувано дека ќе се пристапи кон изградба или доградба на објект во склоп на постоечката гимназија, каде се одвива настава на албански јазик, но од ветувањето нема ништо реализирано. Одговорот од властите секогаш е политички, секогаш е двосмислен, но нема место за едно такво оправдување, бидејќи вистината таа дека и локалната власт и централната власт се партнери во власта, каде што се одредуваат насоките на развој, каде што се проектираат буџетите. Во ниеден буџет овие години не влезе изградба на објект за настава на македонски јазик во Тетово. Советот на родители во октомври минатата година писмено побара да оствари средба со властите од централно и локално ниво, на која би се разговарало за проблемот, но досега не добиле повратен одговор. И во Советот на општина Тетово, иако беше најавувано, не се реализирале никакви состаноци околу прашањето за просторниот проблем. Дел од советниците смета дека во прашање е политички игра, од која страдаат само учениците. Па не може да се лоцира на една страна само, тоа се покомплексни и повеќе проблеми, меѓупартиски договор, пазар, па општина, локална самоуправа, Министерство за образование, така да не може да се лоцира само на едно место. Затоа кажав и дека е многу покомплексен и генезата на проблемот е многу подлабока и поширока. Што беше ветено дека во најскоро можен период ќе се оствари следба меѓу советниците македонци, председателот на совет и градоначалникот на општина Тетово. Поминаа веќе 5 месеци, можеби повеќе од 5, се уште нема одговор на тоа. Министерот за образование Абдилаки Мадеми при последната посета на општина Тетово изјави дека ќе се гради нов објект за гимназијалците, но реализацијата на проектот се одговолекувала поради урбанистички пречки. Па имаше проблеми околу урбанистичкиот план, доколку се надминуваат побрзо, ние, како што кажавме и порано, ќе пристапиме кон подготовка на проекти и продолжување со работите се со цел и тој проблем за општина Тетово да биде надминат. Од општина Тетово веќе неколку дена одбиваат да дадат одговор дали се надминат урбанистичките пречки и кога конечно ќе се започне со изградба на објект за учениците македонци. Стариот дел од Тетово со препознатливата народна архитектура се повеќе го губи препознатливиот белег, а воедно инфраструктурно заостанува за достанатите градски населби. Жителите велат,
Тука најмногу се чувствува негрижата на институциите. Некогашната гордост на тетовци, така нареченото старо Тетово, денес ги нема основните услови за живот, без доволно вода за пиење, без фекална канализација, со распаднати улици. Ваква е сликата на населбите Поток, Колтук, Певчина и Двабреста. Стариот дел на градот треба да се сочува како и во сите други останати места, али овдека е катастрофа. Никогаш не е дојдена, изгледа госпоѓата треба лично да дојде да ги види овие дупке. Секоја се обеќава дека ќе се сврши работа, меѓутоа тоа ништо. Ние од овие дел на градот се осеќаме неравноправни граѓани со некои други граѓани каде што им се прават путиштата. Овдека ние останавме за нигдека. Со водата, ајде до негдека се среди, путов остана катастрофа, некои уличиња останаја без канализација, што тоа го нема нигде. У села на планински се сврши работа со канализација, а ние не можеме да најдеме, значи, служба што може да исчисти тоа. Улиците во стариот дел на градот не се чистат. Едино, гледаме има ангажирање во централниот дел на градот, тоа го прават интензивно, но во овој дел на градот многу малце и кога зборуваме за одржување на хигиената на градот, јас би кажал нешто околу комуналната хигиена на семејствата, ѓубрето се зема еднаш неделно во овој дел на градот. Се разбира, ние треба да бидеме свесни дека доколку има временски непогоди, снегови, е отежното, бидејќи се тесни улички, но во нормални услови, мислам дека тоа малце е само еднаш неделно, бидејќи се заберуваат ѓубрето и ние што правиме сега. Од стариот дел на градот, ѓубрето луѓето си го носат в контейнерите кај што се долу, така да контейнерите секојдневно ги чистат околу сад мало, кај мужичкото училиште, кај градинка на Поток, но сето тоа е недоволно. Значи, луѓето тука не го берат, фактички граѓаните се сервис на оние кои што треба за тоа се платени и тоа треба да го обавуваат, бидејќи им работна обврска и за тоа да земаат ни надоместок од сите нас. Професор Ивица Зорич, кој со децении живее и работи токму во стариот дел од градот, вели дека посетителите од другите градови наидуваат на лоша слика, иако во населбата Двабреста има повеќе установи, цркви, музеи и други објекти. Па на голема жалост на сите нас, трагедијата е во тоа што Тетово и покрај тоа што е урбана населба, која што датира многу од поодамна со сите белези на урбана населба, него зачува она што минатото ни го остави, а благодарение на тоа што и градските отци во минатото, а и денеска не знам колку посветуваат внимание на тоа што е вредно, што треба се зачува, што е традиција, што е богатство, затоа што навистина Тетово и текако бил град кој што имал култура на живење и архитектурата во Тетово имало примеси и влијание од македонската стара архитектура, но се разбира во минатото и почетокот, крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век има влијание и на оние новини кои што луѓето патувале, бидејќи имало многу трговци од светот носели архитектура која што се вклопувала во овие простори. Во смисло на архитектурата Тетово беше многу специфичен и во минатото по тоа што од оние записи, фотографии, а исто така и филмови, Тетово не искористи можноста, можеше на некој начин да биде и филмски град, затоа што од 8 до 10 филмови точно во стариот дел на Тетово се снимија, така да тоа беше на некој начин, доколку се зачуваше архитектурата, имаше можност да прерасне во еден мини филмски град, каде што многу туристи, многу екипи ќе многу повеќе ќе се осознаваше за Тетово. Вака се наруши она која што имаше навистина своја вредност, но за жал не успеавме како во многу работи да ги зачуваме вредностите од минатото. Во развиените земји историското, архитектонското и културното наследство вообичаено се заштитува со закон за да се зачува неговата автентичност. Стариот дел од Тетово ги има сите белези на културно наследство, но не само што досега не е прифатена ниту една иницијатива за негова законска заштита, тој е оставен на забот на времето. За тетовската куќа карактеристично е дека тоа се воглавно приземје и кат објекти, поредко имаат подруми, со оглед дека се на повисокиот дел на градот. Меѓутоа имаме и друга една архитектура која исто е наша, традиционална, тоа е муслиманската куќа, која што вика од друг аспект се развивала во
неизинскиот дел на Полошката котлина, односно на долниот дел од градот Тетово, со поголеми дворови, поголеми бавчи, затоа што и турското население во период кој се градени тие народна архитектура, објекти од народна архитектура, биле побогати и имале можност да се градат на поголеми локации, односно поголеми парцели. За разлика од оно што е стариот дел на Тетово, кој сакам да го актуализираме сега, тоа е Колтук, Два Бреста и Поток. Се карактеризира со објекти, како што реков, најчесто приземје и кат, со тесни улици, затоа што и тако бил сообраќајот, а и можностите во тој дел на градот биле такви. Значи, тесни улици да се изведуваат, за да се комуницира меѓу објектите во населбите. Пред 30 години, пред 30 години, кога јас сум студирал, се уште имаше доста објекти. Ние од факултетот имавме посебен предмет, каде што се изучуваше народната архитектура, и одевме и ги снимавме сите објекти, не само во Тетово, ја споменав, значи сите карактеристични по сите градови во Македонија. Таа документација, јас колку знам, се уште постои на архитектонскиот факултет во Скопје. Документација која што може да помогне доколку дојде до ревитализација на одредени делови од градот, каде што ќе се изврши реконструкција на поодделни објекти, карактеристични објекти, во овој случај за Тетовската куќа, да речеме. Исто така се повеќе во населбите Два Бреста, Поток и Колтук ги снемува куќите со традиционална народна архитектура, доколку постои волја кај институциите и на собствениците, како и финансиски можности, староградската архитектура може да се обнови со новите материјали, вели архитектот Богосав Божиновски. Начинот на изведба на реконструкциите е можда не едноставен, меѓутоа познат, и доколку се има финансиски можности, може да се направи една реконструкција на објект. Секако дека индивидуално нема нити интерес, нити финансиска моќ на поединците да го тоа направат, и овдека доколку би се сакало да се интервенира и да се направи нешто, да се сочува таа традиционална архитектура, тогаш мора да се уклучи локалната власт, па и пошироко државата. Мора да се поиде од на пропоставка дека треба да се направи инфраструктура, дека во тие објекти што ќе се реновираат, ревитализираат и ќе бидат во тој традиционален стил, мора да живеат луѓе. Тоа значи дека внатрешноста мора да биде оспособена на денешните барања. Значи, не можете вие да дозволите како порано што биле тоалетите да бидат надвор, значи мора да имате внатре кујните да одговараат на нешто. Дел од она што била наша традиција, не е традиција само изгледот надворешен, значи и внатрешноста на објектот, функцијата. Објектите од народната архитектура низ Македонија се карактеризираат и по фасадата, значи по обликот надворешен, но и тоа и по внатрешната функција. Што значи тоа? Тоа значи дека распоредот на собите, терасите се прилагодените на условите кои владеле на одредена микролокација. Тетово, Велес, Охрид, значи сегде ќе имате различно, дека од Тетово терасите гледат во внатрешниот двор, во Охрид имате дека терасите, односно чардаците гледаат према езерото, визирате сосема друга нешто. Велес е посебно сосема друго исто така. Крушево немате таквите чардаци и тераси затоа што климатските услови не го дозволуваат тоа. Поголем дел од годината е поладна него што ги имаме Тетово и Велес, да речеме така. Основниот предуслов по мене било доколку се иде на реализација на некој дел од градот, да бидат тоа објекти во кои ќе се живее, значи да се остават услови и да биде, не е тоа да биде музеј, него да биде стварно дел од градот во кој што ќе живее. Тој пример можеме да го земе, не треба ние да го измислуваме, го има секаде на западот. Значи, во западните земји таа традиција на традиционално градење на објектите се уште е задржана, иако се гради од нови материјали, се употребуваат, меѓутоа формата, обликот, надвршноста се запазува, внатрешноста се менува. Тоа е неминовно. Ако сакаме некој да живее внатре, мора да му обезбедиме услови кои што
се денеска потребни. Старите градби можат да се зачуваат по иницијатива на собствениците, но и со одлука на Националниот конзерваторски центар. Оттаму преку соопштение ни информираат дека не се предвидени објекти за реконструкција во овие населби, туку обнова на фасадите на 2 згради на старото медицинско училиште и архивот кои се наоѓаат во централното градско подрчје. Има консензус меѓу 4 партии за финансирањето на јавниот радиодифузен сервис, за владиното рекламирање и за казнената политика на Агенцијата за медиуми, но треба да се допрецизираат деталите, вели министерката за информатичко општество и администрација Марта Арсовска-Томовска во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Да, ова е едно прашање на кое што навистина треба да се пристапи отворено и да се види генезата на проблемот, за да може да се најде и решение на проблемот. Пред 20-25 години од осамостојувањето на државата, кога 200.000 луѓе останаа без работа, работното место во администрацијата стана практично и најпосакуваното работно место, заради тоа што е тоа најсигурно работно место и таа перцепција се уште постои. Од тој момент почна притисоци за фаќање врски за вработување во администрација и тоа не само партиски, туку и роднински, и пријателски, и комшиски, и секаков вид на притисоци за да се најде место. Значи проблемот не почна од вчера и решение на проблемот не може да се најде утре, меѓутоа ние многу направивме на оваа тема, бидејќи значи од кога почна практично реформата на јавната администрација и од кога се формираше институционален облик за координирање на реформата на јавната администрација, почна да се чешлаат состојбите и да се бара чаре, да речеме, за таквиот проблем и врз основа на новите законски решенија кои што беа подготвени во соработка со Европската комисија, се воспостави еден целосен мерит систем. Значи, мерит системот беше тоа што недостасуваше. Дека секое вработување во јавната администрација ќе биде базирано на една фер и конкурентска постапка на селекција, во транспарентна процедура, во кој што само најдобриот кандидат, оној кој што е најстручен, најкомпетентен, кој што би ги исполнил најдобро задачите на работното место, ќе биде селектиран и вработен. Таков систем, реков, беше воспоставен. Тоа е пропишан детално во новите закони. Кога е воспоставен тој систем за кој што зборувате? Со новите законски решенија, значи од 2015 година навак. Во истиот извештај на Европската комисија се споменува уште една релевантна меѓународна организација ОБСЕ-ОДИХР, која наведува дека постојат сомневања оти бил вршен притисок врз вработените во јавниот сектор за време на претходните избори. И неделова што помина за време на протестите пред Уставниот суд имаше исти сериозни забелешки во јавноста дека практично се врши притисок врз администрацијата да дојде на протестите. Каков е вашиот коментар во однос на како министерство може да ги заштитите административците од вакви притисоци? Доколку навистина имало било какви притисоци, јас ги осудувам и тие треба да бидат осудени од секого. Значи не смее да се врши притисок по ниту една цена на вработените во администрацијата за ниту една тема, особено не за избори. Секако овие наводи кои што вие ги спомнавте и за кои што обвинува опозицијата, најпрво треба да се докажат, а доколку било навистина така, треба да се превземат санкции. Меѓутоа, многу е важно во овој контекст да се направи разграничување, бидејќи опозицијата обвини дека голем дел од вработените се присутни на сите овие настани кои што се организирани, треба да се види дали е тоа така и дали се случува тоа во работно време, бидејќи обврската, значи, на администрацијата е да нема никакви политички, партиски влијанија и, да речеме, искажување на политички и на партиски мислења во работно време, за време на вршење на работните обврски и така натаму. Меѓутоа, волјата на секого и на вработените во администрацијата надвор од работно време, тоа е сосема
друга работа. Целосното интервју на Радио Слободна Европа со министерката за информатичко општество и администрација Марта Арсовска-Томовска ќе имате можност да го гледате денес на програмата на телевизија КИС со почеток во 19 часот. Денес имавме сончево време со мала до умерена локална облачност. Дуваше слаб до умерен северен ветер. Утринската температура се движеше од -4 до 3 степени, а дневната од 12 до 18 степени. За утре метеоролозите прогнозираат умерено облачно време со слаб локален дожд попладне. Утринската температура ќе се движи од -2 до 5 степени, а дневната од 13 до 19 степени.